Загадувањето Македонија ја чини годишно повеќе од 300 милиони евра, односно 3,2% од бруто домашниот производ, се наведува во извештајот на Светска банка, каде се препорачуваат итни акции на делување. Во најновиот извештај за следење на состојбите во Македонија, оваа финансиска институција предупредува дека е потребен сериозен ангажман. Причините за ваквите состојби се повеќекратни. Главните виновници одговорни за повеќе од 90% од емисиите се патниот сообраќај, индустријата и енергетското производство, како и затоплувањето на домакинствата. Загадувањето на воздухот е концентрирано со тоа што над 45% го погодува Скопје и неколку локални производствени зони. Ограничените јавни ресурси и недостатокот на политики го спречија спроведувањето на одлични акции за запирање на заканите по животната средина. Светска банка е последна во низата меѓународни институции кои алармираат за рекордното загадување, кое освен многу пари не чини и многу човечки животи. Според Светската здравствена организација, годишно како последица од загадувањето во земјава умираат над 2.500 луѓе. Надлежните тврдат дека превземаат мерки, но ефектите засега изостануваат. На ова предупредува и Светска банка. И покрај воведувањето мерки како што се попис на загадувањето и системи за следење на воздухот, сепак постои потреба од поинтензивно спроведување и на регулативите поврзани со животната средина. Но меѓународните организации не се единствените кои алармираат за овој проблем. Бројни се апелите и критиките од граѓанскиот и невладиниот сектор во земјава, кој реагира и критикува дека надлежните прават многу малку за справување со овој проблем, а мерките кои се промовираат главно се козметички и популистички. Градскиот татко Шилегов е постојано изложен на критики дека не прави ништо конкретно за надминување на проблемот. Бура од реакции предизвика неговиот потек да го кандидира најзагадениот град во Европа за титулата Зелена престолнина, но и неговиот однос во собранието, каде игрите на мобилниот телефон му беа поважни од расправата за загадувањето. Шилегов се правдаше дека морал тоа да го прави поради паушални критики од опозицијата. Бара трпение и уверува дека резултати ќе имал. Во меѓувреме, загадувањето е во подносителни граници, но главно како последица на ветрот и дождливото време.